Комуналното предпријатие Водовод ќе копа нов бунар и ќе инсталира потопна пумпа за која енергетското напојување ќе се обезбедува од фотоволтаични панели. Се очекува целата инвестиција да чини околу половина милион денари, што се обезбедени од сопствената буџетска сметка. Бунарот ќе биде лоциран кај градската депонија за комунален отпад, а водата од него ќе се користи за гаснење на пожарите што настануваат поради само запалување на метанот и другите органски материи. Поради локацијата на депонијата до која нема електрична инсталација, ниту пак можност на друг начин да се обезбеди поголема количина вода, комуналното предпријатие Водовод е принудено да изгради бунар за кој струјата ќе обезбеди од сончева енергија. Се планира да се постават панели со вкупен капацитет од 3,3 киловати, како и инвертер, акумулатори и друга придружна опрема за производство на струјата. Бунерот ќе биде со длабочина од 80 метри, а ќе има вградена потопна пумпа со моќност од 2,2 киловати. Стручна проценка е дека количината на водата што ќе се добива од целата инсталација ќе ги покрие потребите за интервентно гаснење на огнот на депонијата. Со тоа ќе се спречи чадењето и загадувањето на воздухот, информира од комуналното предпријатие Водовод. Од таму додаваат дека инвестицијата е економски оправдана, затоа што целосно ќе се избегнат трошоците за транспорт на водата со цистерни, како и амортизацијата на возилата. Во моментот тече рокот за избор на изведувач на градежните и инсталацијските работи, а бунарот со целата опрема треба да биде комплетиран до крајот на јули годинава. Случајот со пресудата против општина Кочани за изградбата и асфалтирањето на делница од локалниот пат Крушка-Полаки добива необичен тек. Откако телевизија Канал 8 ја истражуваше судската одлука според која Основниот суд во Кочани и Апелацијскиот во Штип пресудиле во корист на тужителот, градежната фирма Коп Инженеринг од Скопје, јавноста и понатаму е заинтересирана зошто од општинскиот буџет треба да се платат 4 милиони денари за градежни работи што требало да запрат откако надзорниот орган утврдил дека неквалитетно се изведуваат. Необично во случајот е и тоа што Основниот суд во Кочани ја нема во евиденција пресудата што самиот ја донел. Граѓанин од Кочани ни достави писмен одговор што го добил од судот, откако со барање за пристап до информација од јавен карактер ја побарал на увид споменатата пресуда. Во судскиот допис стои дека по извршениот увид во АКМИС системот во Основниот суд во Кочани нема заведено предмет помеѓу наведените правни лица, ниту пак донесено пресуда. Исто барање за увид во пресудата граѓанинот доставил и до општина Кочани. Од таму пак одговориле дека се работи за акт на Основниот суд и за истиот треба да се обрати до судот. Необична пинг-понг ситуација во која ниту тужениот, ниту оној кој одлучувал за тужбата не дава конкретен одговор има или нема пресуда. При пребарувањето на електронскиот АКМИС систем за донесените судски одлуки, а што е јавно достапен за граѓаните, на вистина не може да се најде никаква пресуда од Основниот суд во Кочани. Поради тоа, необично е како по жалба од општина Кочани за пресудата одлучувал Апелацијскиот суд во Штип и ја потврдил во корист на тужителот, а на штета на општинскиот буџет. Во АКМИС системот на Штипскиот суд може да се најде пресудата што тој ја донел, на која се гледа и евиденцискиот број на пресудата од Основниот суд во Кочани. Канал 8 веќе информираше дека општина Кочани ќе бара пресудата на судовите во Кочани и Штип да ја разгледува и Врховниот суд во Скопје. Но сепак, останува впечатокот дека целата работа наликува на правен лавиринт, во кој нејасно е зошто една легално донесена судска одлука не може да излезе пред очите на јавноста.
Општинската организација на Црвен крст од Кочани беше организатор на надпреварот по прва помош, што се одржа по пауза од 2 години поради ковид пандемијата. Неповолните временски услови го изменија првичниот план надпреварот да се организира на отворено, поради што како најповолно решение беше избрана спортската сала Сашо Лазарев Чапо. На општинскиот надпревар по прва помош учествуваа младинците, односно ученици од основните и средни училишта од Кочани. Во соработка со лекари, кои воедно се инструктори по прва помош во Црвениот крст, се оценуваше знаењето и вештината на надпреварувачите во брза интервенција кај повредени лица при различни видови несреќи. Пријавени се 6 екипи од основните училишта и 2 екипи од средните училишта. Основните училишта се надпреваруваат во категорија подмлаткари, а средните училишта се надпреваруваат во категорија младинци. Моментално имаме 8 пунктови, од кои 2 се пунктови по прва помош, каде што се надпреваруваат, а самите надпреварувачи се надпреваруваат на симулирани повреди на повредени лица, каде што ги оценуваат доктори, предавачи по прва помош. И другите пунктови се пунктови за игри кои што секако се ангажирани младинците додека не настапат на пунктовите за прва помош. Како што кажа, моментално се надпреваруваат 8 екипи, од кои екипата што ќе го заземе првото место денеска ќе се надпреварува на државниот надпревар по прва помош кој ќе се организира подоцна оваа година. Според оценувачката комисија, сите учесници на општинскиот надпревар по прва помош покажале солидни познавања од оваа област. Сепак, само најдобрите ќе го представуваат општинскиот Црвен крст на државниот надпревар, што ќе се одржи во Струмица во текот на септември годинава. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата упати писмен апел во кој се истакнува дека велосипедистите се рамноправни учесници во сообраќајот и треба да се почитуваат како и другите моторизирани и немоторизирани учесници. Растот на цените на енергенсите, зголемената фреквенција во сообраќајот, поволното време, но и здравиот начин на живот се меѓу клучните причини зошто треба да се избере велосипед како превозно средство. Истражувањата покажуваат дека на растојание до 5 километри во урбана средина велосипедот е доминантно превозно средство во однос на автомобилот. Паркингот за велосипеди е секогаш достапен, бесплатен и одзема многу помалку простор. Со користење велосипед како сообраќајно превозно средство се заштедуваат и финансиски средства што би се дале за гориво, а купувањето велосипед е многу поевтина опција отколку да се купи автомобил, истакнуваат во писмениот допис од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. При тоа се апелира до возачите на автомобили да внимаваат на велосипедистите, но и самите велосипедисти да бидат внимателни како учесници во сообраќајот. При тоа, тие треба да се движат што поблиску до десниот рап на коловозот, а ако постои велосипедска патека, велосипедот да го управуваат по неа. Пешачките премини треба да ги поминуваат низ пропишаните црвени ленти, лоцирани непосредно до сообраќајните зебри. Ако на улицата постои посебно уредена велосипедска патека, да се движат по десната велосипедска патека, односно во правец на движењето на сообраќајот. На крајот се напоменува дека брзината за велосипеди кога се движат по велосипедска патека или лента е ограничена на 25 км на час. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата нагласуваат дека секоја година десетина велосипедисти го губат животот во сообраќајни незгоди. Заради тоа и тие и возачите на автомобили треба да бидат одговорни и да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Младиот каратист Филип Стојанов, член на карате клубот Партизанот Кочани, ќе ги брани боите на македонската репрезентација на предстојното европско првенство. Со тоа тој го потврдува квалитетот и знаењето во благородната вештина со која се занимава повеќе години. Пласманот на европското првенство во кадетска конкуренција е признание и за него и за неговиот клуб, а уште повеќе е можност за освојување награда од важен меѓународен надпревар. Стојанов, кој успеа да ги совлада своите противници на државното изборно првенство и да го освои првото место, нагласува дека ќе се обиде да направи подвиг и да забележи добри резултати. Во првиот ден се изборив со тоа што освоив трето место и првите четворица утре дента се боравме како во бергер или плей-оф. Сите се боравме меѓусебно и
и јас ги победив сите и така го освоив првото место. Дебитант сум во категорија кадети и ова за мене е прво европско првенство од поголемите настапи и се надевам на голем успех. Во мојата категорија има околу 3-4 натуралувачи, сите се со врвен квалитет и сите се исто така добри, се надеваме на добри борби и успех. Европското карате првенство за јуниори, кадети и млади до 21 година ќе се одржи во чешкиот главен град Прага во периодот од 17 до 19 јуни. Стојанов ќе биде единствениот член на македонската репрезентација од Кочани.